Пензионерите најавуваат протести пред Уставен среде дилемите. Што ќе биде со линеарното зголемување на пензиите, откако судот одлучи по сопствена иницијатива да преиспитува дали зголемувањето од вкупно 2000 денари е во согласност со Уставот. Пензионерите во септември на картичка добија 1000 плюс, а во март наредната година треба да има ново линеарно усогласување за 1000 денари, пари од кои нема да се откажат, велат тие на денешниот собир во Штип. Предходно на пензионерите линеарно им беа зголемени пензиите во 2 наврати за вкупно 5000 денари, но ова веќе е застарен предмет. Што да правиме со ние пензионери кои ќе имат мали пензии, кои ќе дојде време, во едно време ќе нема да можат лековите си купат и нема да можат лево да си го купат. На овој начин, ова одлука од Уставниот суд, мислам дека не е во ред и за тоа треба, власта, гледаме дека и они се во некоја размислување да реагират, да најдеме начин да бидат сите пензионери да бидат задоволни. А има начин тоа како да го направиме, во едно време ќе го дадеме и тој предлог ќе го дадеме. Лидерот на опозицијската СДСМ денеска соостри пораки до власта и до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Филипче тврди дека се е резултат на лошите политики на владата. Тие поднеле противуставен закон, има дупка од 1 милијарда евра во пијом, а пензионерите се во ризик. Поради своите манипулативни кампански ветувања и мерки, тие пензискиот систем го донесоа на работна одржливост. Такво политичко лицемерие до сега не сме сретнале и не сме виделе, и тоа е обидот, премиерот, таа криза која што самиот ја создаде и измамата која што ја направи кон пензионерите, сега да препише на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вчера од Фондот за пензиско осигурување кажаа дека исплатата на пензиите не е загрозена и дека тие ќе пристигаат секој први во месецот. А денеска од владеачката ВМРО ДПМН е со експресен одговор до Филипче. Велат дека власта на СДСМ во минатото покажала вистинска негрижа за пензионерите. Владата предводена од другарот на Филипче, Заев, не само што не се грижеше за пензионерите, туку со сумата која им ја даваше ги понижуваше, навредуваше или што уште не. СДС е само олицетворение за понижување, партија која никому не даваше повисоки примања, партија која шири лаги и дезинформации, партија на која апсолутно не е грижа за никому и за ништо во државата. Измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување што собранието ги изгласа на крајот на јули веќе се преточија во повисоки пензии. Првото линеарно зголемување пристигна со исплатата на 1 септември, а второто треба да биде до година.